Факти кои можеби не ги знаете за Македонија. Толку е интересно да се посети земја која има толку многу богата историја, но сепак е толку нова за очите на нашиот модерен свет. Се уште во воздухот има мистерија што ја прави оваа планинска земја која не може да се пробие интригантна дестинација за вистинско откритие. Еве неколку факти кои можеби се уште не сте ги знаеле за Македонија, но кои се дел од интересниот и мистериозен карактер на Македонија. Најпрво, каде се наоѓа Македонија? Македонија географски се наоѓа на Балканскиот полуостров во југоисточна Европа. Иако е мала земја без излез на море, граничи со 5 соседни земји. Тоа се Косово, Србија на север, Бугарија на исток, Грција на југ и Албанија на запад. Порано беше дел од Југославија додека не стана независна во 1991 година. Под 1. Во Македонија има делови од Исусовиот крст. Има делови од крстот на кој бил распнат Исус во темелите на манастирите Света Богородица Пречиста во Кичево, Свети Јован Бигорски и Свети Георги Победоносец во Девар. Под 2. Стари астрономски обсерватории. Според НАСА, Кокино е четврта најстара астрономска обсерваторија во светот, со трите најстари. Абу Симбел во Египет, Стоунхендж Велика Британија и Ангкор Ват во Камбоџа. Кокино се наоѓа на околу 30 км од градот Куманово и на околу 6 км од српската граница. Под 3. Стари езера. Од најинтересните факти за Македонија, Охридското езеро е најстарото и едно од најдлабоките езера во Европа. Максималната длабочина е 288 метри. Се проценува дека е старо повеќе од 4 милиони години и има 200 ендемични видови кои не се пронајдени на ниту едно друго место во светот. Прогласено е за светско наследство од ЮНЕСКО во 1979 година. Под 4. Мајка Тереза била македонка. Мајка Тереза од Калкута. Таа денес важи за една од најпознатите македонки. Таа беше прогласена за блажена во 2003 година од папата Јован Павле II и прогласена за светица во 2016 година од папата Фрањо. Таа исто така ја доби Нобеловата награда за мир во 1979 година. Под 5. Независност без крв. Ова е еден од омилените факти за Македонија. Македонија е единствената земја која доби независност од Југославија без да пролее ниту една капка крв. Таа остана целосно во мир во жарот на југословенските војни во раните 1990 години и доби независност од Југославија во 1991 година. Под 6. Повеќето планински врвови во светот. Друга интересна карактеристика на Македонија е тоа што има голем број на планини и планински врвови, од која било друга земја во светот. Земјата има дури 34 планински врвови, секој со височина од повеќе од 2000 метри надморска височина, со највисока надморска височина од 2753 метри. Повеќето врвови во Македонија никогаш не биле посетени од луѓе. Под 7. Македонскиот бил само говорен јазик. До современата ера македонскиот јазик бил претежно говорен јазик. Немаше стандардизирана писмена форма на народните дијалекти. Формалната писмена комуникација обично се одвивала на црковно-словенскиот јазик или на македонски, кои биле јазици на литургијата, па затоа се сметале за формални јазици. Дури во 1945 година македонската азбука беше стандардизирана со некои дополнителни уникатни букви и феномени кои не се наоѓаа во традиционалната кирилица и соседните јазици. Кирилицата, официјална во Македонија, е именувана во чест на двајцата браќа Свети Кирил и Методи, кои претходно ја создале глаголицата. Современите научници веруваат дека кирилицата била развиена и формализирана од раните ученици на Кирил и Методи. Неа ја учеле нивните ученици
во манастир во Охрид, од каде што се расширил низ целиот источен свет. Под 8. Поранешното официјално име на Македонија во Обединетите нации беше Фирм. Ова се должи на долгиот спор што земјата го имаше со Грција за македонската историја со поранешното кралство Македонија. Иако тие официјално беа Фирм во Обединетите нации, владата убеди повеќе од 130 земји, вклучително и Соединетите Американски држави, да ја признаат како Република Македонија. Под 9. Скопје неколку пати е обновувано. Скопје претрпе неколку разорни земјотреси низ историјата. Најголемите се случиле во 518 година и во 1963 година, израмнувајќи го најголемиот дел од градот со земја. Покрај тоа, австро-унгарскиот генерал Пиколомини наредил градот да биде запален во 18 век. Под 10. Империјата на Александар Македонски со светска големина. Александар Македонски, кој бил крал на поранешното кралство Македонија, бил првиот освојувач на светската големина која ја проширил својата империја до Индија и Египет. Во негово време кралството Македонија беше најмоќната држава во светот, но по неговата смрт империјата се распаднала и станала првата римска провинција во 146 година пред нашата ера. 11. Две знамења откако стана независна држава Македонија во 1991 година. Македонија има две знамења. И низиното прво знаме и сегашното знаме имаат жолто сонце на црвена позадина. Првата верзија беше заснована на символот пронајден во античка Македонија на споменици, откриен во 1977 година во градот Вергина. Сепак Вергина е во античка Македонија. И Грција реши да тврди дека тие ги поседувале авторските права за користење на символот за да ја принудат Македонија да го смени знамето. Грција блокирала трговијата со Република Македонија и го принудила седиштето на Обединетите нации во Њујорк да собори македонското знаме, како компромис и за повторно започнување на тргување со грчките соседи. Македонија го смени знамето во 1995 година со сегашното знаме. Под 12. Името на земјата потекнува од кралството Македонија, која го добила името по античките македонци. Првично се верува дека името значело или планинари, под наводници, или високи, веројатно мислики на физичките карактеристики на античките македонци, или нивната планинска земја, Македонија. Под 13. Пештерата Пешна во македонски брод беше опишана од Њујорк Таймс дека изгледа точно како длабочините на Хелм од Господарот на прстените. И под 14 го има најголемиот крст во светот, Милениумскиот крст, е крст висок 66 метри, сместен на врвот на планината Водна во Скопје и е најголемиот крст во светот. Изграден е да служи како споменик на 2000 години христијанство во Македонија и во светот.